Добро, претпоставувам дека, бидејќи сум јас прва најавена како промотор на книгата за која што имаме задоволство да се собереме, јас ќе си земам збор. Задоволство е да се биде тука и чест е да се биде тука. Почнувајќи се разбира поидовна точка за мене лично е монографијата за животот и делото на Сергеј Михајлов, која што е од исклучително значење. Тоа го кажувам како историчар и од научна гледна точка. И се разбира трудот на нашата драга колешка професор доктор Наташа Диденко. Меѓутоа, самата книга, која што е издание инаку во 2023 година во издание на Институтот за национална историја, е уште позначајна токму оваа година, станува уште поактуелна од неколку причини. Како прво, ние сме денеска на промоција која што дел од поголемата манифестација Гевгелија град на културата за 2025 и мене лично и сите не радува што некој препознал дека навистина Гевгелија со својата историја од антика па до денешни денови заслужува да биде ден на културата и еве оваа година да се слават цела низа културни настани во текот на годината. Но она што е поврзано со Сергеј Михајлов и што е поврзано и со Македонија, со македонската историја и пред се конкретно со градот Гевгелија е тоа што е оваа година, 2025 година, 100 годишнина од првата опера изведена во Македонија Палјачи. Дело токму на овој руски емигрант Сергеј Михајлов. Освен тоа, градот Гевгелија е посебно поврзан именно со напишаното лебрето на првата опера за деца, тука создадена и тука изведена во 1924 година. Тоа е дел од нашата историја и овој навистина руски емигрант сосема кој што доаѓа и сосема се вклопува во нашата средина и се соживува и со македонскиот народ и живее во повеќе градови навистина, но меѓу другото секаде каде што живеел и работел, тој оставал траг во ја испишувал македонската музичка историја. Она што исто така треба да се каже дека на крајот ќе има едно изненадување кое што ќе го соопшти нашата авторка професор Диденко. Меѓутоа пред да преидам на нешто по-конкретно опишување што содржи самата книга за овој голема историска личност, морам да кажам дека повторно сме во градот кој што испишал историја меѓу другото и на миграциите. Миграциите во Македонија, миграциите на Балканот и нешто што е сега актуелен момент, миграциите од Украина. Гевгелија е сведок на тие миграции во последниве децении и меѓу другото токму во овој град доаѓа и Сергеј Михајлов во еден период да живее и да работи. Во контекст на преносот на знаење и развојот на музичкото образование во Македонија воопшто, треба да се подвлече делото на Сергеј Михајлов, кој што бил музички педагог, композитор, аранжер, диригент и режисер, кој што е родом од Харков, од богато аристократско семејство. Во Македонија пристигнал во 1921 година во еден од тие емигрантски бранови од Руската империја по 1921 година, но неговата главна заслуга е поврзана со неколку градови, од кои што Гевгелија и Штип, каде што се изведени и првата опера за деца
и првата опера Палјачи воопшто во македонската историја. Тој развил богата музичка дејност, претежно со педагошка дејност за ученици и наставници. Покрај компонирањето и изведувањето на своји лични композиции, тој режирал и опери и оперети. Дури ја поставил првата опера во Македонија. Самата книга е поделена на неколку глави. Во првата глава се говори за животот на Сергеј Михајлов и впрочем авторката уште на самиот почеток на книгата го представува раното детство и младешките години на Михајлов во родниот град Харков, во денешна Украина, кој што по загубата на своите родители ја продолжил традицијата на музичката уметност, која уште од периодот на Ренесансата била негувана во неговото семејство. Напротив, тој многу подлабоко навлегол во изучувањето на музичката уметност и за тоа сведоштво ни представува неговата биографија, која тој лично ја пишувал. Врз основа на неговите лични забелешки и се доаѓа до некои сознанија, меѓу другото дека го изучувал музичкиот инструмент клавир, но исто така и апсолвирал на Вишето музичко училиште во родниот град на одсекот композиција и диригирање. По завршувањето на војната, Којничка академија во Санкт Петербург се оженил и до почетокот на Првата светска војна водел мирен живот, но бил префрлен на служба на границата со Австрија до крајот на војната, на Првата светска војна, а по распаѓањето на Руската империја се враќа во родниот град, но повторно бил принуден со семејството да тргне кон Кавказот. Во текот на престојот тие се разболеле од пегав тифус, пошто биле приморани да се упатат кон Крим, од каде се упатиле потоа кон пристаниште Мода во Цариград во 1920 година. Од тука биле испратени во првиот војнички корпус и сместени во подготвителниот логор во пристанишниот град Галиполе и тука останале се до добивањето на веста дека во кралството на СХС бил постигнат договор за прифаќање на руски емигранти, па преку Солун се со воз тргнале и стигнале имено во Гевгелија. Всушност тоа е една од познатите рути на мигрантите од Руската империја. Во втората глава се зборува за музичко-педагошката дејност на Сергеј Михајлов меѓу двете светски војни, кое што е од посебно значење имено за градот Гевгелија. Имено во Гевгелиската гимназија Сергеј ја започнал својата педагошка музичка дејност во Македонија во меѓувојниот период, во која давал часови по музика, имал уброен стручен кадар, кој патем требало да држи и часови по математика. Тука за прв пат се појавуваат информации за начинот на кој тој се обидел да им го покаже музичкиот свет на учениците, бидејќи во периодот меѓу двете светски војни не постоело функционално музичко образование во рамките на образовниот систем, подкрепено со соодветни музички ученици. И тука некаде започнува неговата најзначајна дејност. Имено за да ги задоволи потребите на учениците, започнал да компонира и самиот дела за хор и оркестар. Така во 1924 година, тука го напишал либретото, ја искомпонирал музиката за првата опера за деца по четиричина Принцеза Ружа во придружба на клавир и хор. Премиерата на операта била изведена во Гевгелија, а потоа со придружба низ околните градови, меѓу кои и Штип и така натаму. По успешната представа, всушност му било предложено да предава музичко образование во првата мешовита нижа гимназија од 1913 година формирана, инаку тогаш именувана како Српска кралска гимназија. Како музички педагог во гимназијата во Штип предавал хорско пеење и оркестар, а истовремено бил и раководител на збирката за музичка уметност и се до доаѓањето на бугарските окупатори, кога целосната воспитно-образовна дејност започнала да се изведува на бугарски јазик. Тогаш било отворена и гимназија со настава на бугарски јазик, но во неа немало место за Михајлов, бидејќи за него се
пишувало, се образлагало дека не е со български происход. Затоа тој се преселил во штипското село Караорман, каде живеел скромно се до ослободувањето на Штип. Музичко-театарската дејност на Сергеј во овој меѓувоен период се расправа подетално за тоа во третата глава, каде што е проследен зачетокот на театарската активност во Штип и формирањето на Штипскиот повластен театар, а особено во врска со поставувањето на првата опера во Македонија, премиерно изведена на 29 август 1925 година во Офицерскиот дом. Затоа авторката професор доктор Диденко вели: прикажувањето на операта Палјачи представува историски чин на музичкото творештво во нашата земја. За видниот успех кој го достигнала премиерата на операта Палјачи во Штип, го има привлечено и интересот на истражувачите и проучувачите на македонската кинематографија. Посебна тема на истражување представува и театарската дејност на Штипскиот повластен театар 1925-27 година врз основа на документацијата за активноста до атентатот на генерал Михајло Ковачевиќ, кога била замрена дејноста на театарот, како и закревањето на завесата на театарот под раководство на Михајлов. Значајни се и податоците за раководењето на театарската секција при гимназијата во Штип се до 1939-40. Фокусот на четвртата пак глава е неговата улога во зачетокот, развојот и организацијата на основното, односно нижото музичко училиште во Штип во периодот од неговото основање, 1946 година, па се до неговото пензионирање во 1959 година. Во овој дел добиваме сознание за формирањето на ова музичко училиште во Штип, а потоа и за улогата на Михајлов, кој бил прв директор и имал значајно влијание за почетоците на организираното музичко образование, во обезбедувањето на финансиски средства и во создавањето на наставен кадар. Така, освен камерните состави на учениците, тој формирал и камерен оркестар од постоечкиот наставен кадар. Основал и нови одсеци за балет и соло пеење. Покрај извршувањето на директорската должност во основното музичко училиште, тој бил и активен во музичката педагогија, каде со примената на своите наставни методи успешно ја ширил љубовта кон класичната музика. Во петтата глава проследена е музичко-педагошката дејност на Михајлов на волонтерска база, кој што е извршувал од отворањето на Средното музичко училиште во Штип во 1961 година, па се до 1972 година, кога поради нарушување на здравствената состојба бил приморан да ја прекине својата активност. Исто така, во продолжение е опфатен и дополнителниот ангажман што го имал за време на музичко-педагошката дејност во Средното училиште во Штип. Благодарејќи на неговите резултати во музичката педагогија и методологија, тие дале придонес во 1969 година да биде избран за член на комисијата за преглед на ракописот за учебник по музичко образование за 7 оделение во издание на Просветно дело Скопје. Се извинувам. Шестата глава му е посветена на еден проблем кој што е особено интересен од повеќе аспекти, а тоа се тестаментите на Сергеј Михајлов. Навидум обична тема, меѓутоа оваа тема и она што го открива авторката низ овие тестаменти и особено судбината на овие документи и нивната реализација, која што дури во денешни наши денови започнува со реализација, зборува не само за преданоста на Сергеј Михајлов како музиколог и педагог и како човек, туку и за, како да кажем, и за небрежноста на сите кои што знаеле за овие тестаменти, а кои што не ги реализирале. Всушност се работи за голема оставнина, која што била наменета за стипендирање на ученици за музичко образование.
Тоа зборува и за неговата големина, но и за пропустите кои што се направени во сите тие години од неговата смрт до наши денови. Посебен осврт врз музичкото творештво на Сергеј Михајлов е направен во 7-та глава, особено важна поради првпат користените архивски материјали. Ново откриените извори откриваат низа аспекти од дејноста на Михајлов, односно целите и примената од неговата композиторска дејност, интересот од Сојузот на композиторите на Македонија за неговото музичко творештво и така натаму. Меѓутоа, за нас се особено важни податоците за педагошката работа при изготвувањето на индивидуална образовна програма, за која авторката тврди дека со неа, како што вели, цитирам, овозможувал можности за сите оние ученици кои биле вклучени во изучувањето на почетната настава по музичкиот инструмент пијано, како и за неговата аранжерска дејност. Како што истакнува Диденко, ова книга представува прво монографско представување на неговиот животопис. Од неговото раѓање во родниот град, Харков, па се до згаснувањето на животот во градот Штип, во која покажал својата незапирлива творечка, уметничка, креативна и музичко-педагошка дејност. Целта е предимно да се разберат преживеаните искуства од Сергеј Михајлов, кој што ги доживеал и стекнал низ неговиот опсек на работа и ангажираноста низ животната практика. Ексклузивноста на овој монографски труд е всушност во надоградбата на сите претходни истражувања на неговиот лик, со безброј ново и првпат објавени документи, и не са повеќе од документи и искажувања на сведоци, и се разбира при тоа користејќи и целата досега позната документација, која што во повеќе наврати била објавувана или била тема на научен интерес. Авторката, професор доктор Наташа Диденко, која што е наша колешка во Институтот за национална историја во Оделението за културна историја, која што е по вокација и музиколог, педагог-музиколог и историчар на културата, и при тоа многу активен истражувач и одличен млад научен работник. Во ова дело мислам дека посебно се пронашла имено поради својата првична професија, професионална дејност, и мислам дека животот на Сергеј Михајлов, особено низ сета онаа документација и материјали кои што ги има ново набавено, целосно и одвнатре го има разбрано и пренесено. Знаејќи ја и лично, а знаејќи и некои податоци од незиното кажување, јас сум сигурна дека оваа монографија не само што не е последна воопшто од незиниот опус, туку мислам дека има уште многу што да објави именно за оваа историска личност, и темата да се развива. И навистина треба да ја развиваме, и не само за Сергеј Михајлов, треба за сите историски личности, и македонци, но и немакедонци кои што придонеле во развитокот на одделни области од македонската историја и култура. Посакувам успех и на тамошни вакви промоции да имаме за нови дела, за нови историски личности настани. Почитувани присутни, драги гости, јас би продолжил таму кај што застава професорката Билјана Ристовска, односно дека професор Диденко ни откри една историска личност, просто ја извади од прашината на архивите и ни ја понуди како
навистина едно ново откритие. Верувам дека има луѓе што знаеле за Сергеј, бидејќи тој живеал до 1975 година, меѓутоа од аспект на историјата, од аспект на тоа дека станува збор за една изворедно интересна историска личност од нашата, од македонската историја, тука можем да кажам дека навистина професор Диденко извади просто еден бисер пред историографската јавност и пред пошироката јавност се разбира. Ние, како историчари, го гледаме Сергеј Михајлов како историска личност. Ние не навлегуваме во неговото музичко творештво, тоа е работа на музиколозите кои се занимаваат со музика, но од аспект, ќе кажам повторно на тоа, на историјата, ова е навистина едно оригинално и многу значајно дело за македонската историја. Затоа што македонската историографија секогаш повеќе тежне, и тоа не е само македонската историографија, и другите историографии, посебно на Балканот, тежнеат кон една друг вид историја, како што е политичката историја, војната историја, и овие сегменти остануваат помалку маргинализирани во нашата историографија, и верувам дека посебно во тој повоениот период, кој исто така е маргинализиран од нашата историографија, ние повеќе се посветуваме на 19 век, на 20 век до завршетокот на Втората светска војна, кога објективно се случуваат и најинтересните, најзначајните настани за нашата нација, за Македонија како држава. И оној период од 45-44 наваму останува заборавен помалку. А не помал е бројот на настаните кои се случуваат, не помал е бројот на личности кои действуваат во тој период, и се разбира можеби важноста на некои настани што се случуваат по 44 година со развојот на македонската нација во секое поле е исто така изворедно важно, и мора на тој период да се посвети и поголемо внимание, се разбира со еден критички пристап кон сето истражување на историјата, било политичка, нели, државна, но во многу голем сегмент треба да се посвети големо внимание на истражување на културната историја. Затоа ова може би еден почеток кој ќе иницира и други луѓе да се занимаваат со историјата на тој повоен период, не само од политички аспект, се разбира и од културен, и од уметнички и така натаму. Јас имам, нели, промоцијата, текст, имам и во некои сегменти, може би ќе се повторам со професорката Билјана, но ете, ќе се обидам некои моменти и да скратам, посебно од биографијата на Сергеј Михајлов, бидејќи најважните информации беа кажани веќе овде. Дозволете ми на почеток, јас само сакам да дадам еден контекст од какво милје произлегува Сергеј Михајлов, односно дека тоа е еден дел, еден поединец од една многу голема заедница која после Октомвриската револуција го заплиснува целиот Балкан и која има огромно влијание врз целокупната стопанска, културно-уметничка историја на многу држави на Балканот. Значи, Сергеј Михајлов и неговото семејство се дел од една огромна маса бегалци и емигранти кои морале да ја напуштат својата татковина, односно Руската империја, по избовнувањето на Октомвриската револуција 1917 година и по завршувањето на граѓанската војна. Како и многу други, тие морале да го бараат својот спас низ белиот свет, далеко од своите родни огништа, кои ги загубиле за секогаш. Добар дел од нив својот спас го нашле во кралството, тогашното кралство на србите, хрватите и словенците, кое се согласило да прифати дел од овие руски емигранти, кои покрај својата трагедија и тага со себе носели и огромно знаење, вештини и способности. И тоа се покажало веднаш по нивното доселување
што било видливо особено во развојот на образованието, уметноста, културата, стопанството во државите каде што биле населени. Се смета дека во периодот од 22 до 23 година на територијата на споменатото кралство се наоѓале 44.000 поранешни поданици на Руската империја, додека во 30 години тој број се намалил на 30.000. Овие емигранти во различни делови на кралството се самоорганизирале, создавајќи своји колонии, и до крајот на февруари 22 година бројот на овие колонии изнесувал 215. На територијата на Македонија најголема била Скопската колонија, која броела меѓу 800 и 1000 членови на руски емигранти. Влијанието на овие руски емигранти врз културата, науката, образованието, стопанството, но и врз секојдневниот живот на населението било огромно. Така наречените белогардејци, како што овие емигранти биле нарекувани од локалното население, меѓу кои имало научници, професори, лекари, архитекти, воени лица, успееле да го подигнат нивото на постојните образовни и научни институции, да формираат нови институции кои и денес постојат, но исто така и да влијаат врз општата култура на обичното население. Не помалку важно е и тоа што тие образоваа и зад себе оставија неколку генерации на учени, кои активно учествуваа и го моделираа на тамошниот научен, уметнички и стопански развој на Македонија во периодот по Втората светска војна. Сергеј Михајлов припаѓа токму на таа заедница. Тој бил принуден да ја напушти Руската империја и да пронајде своја втора татковина на овие простори. Тој представува класичен представник на интелектуалната руска миграција, чие знаење и ерудиција ја облагородиле средината во која се доселил и влијаел врз културната и уметничката историја на градот Штип, во помала мера и на Гевгелија, каде привремено живеел по неговото пристигнување во Македонија. Јас имав среќа, односно случајност, да живеам во Струмица покрај еден таков емигрант, Александар Молчанов се викаше, куќа до куќа живеевме. Тој беше правник по професија, но и се ожени со македонка. Во Струмица живееше, почина некаде таму 70-те години исто така. И навистина имаше огромно влијание во целата мало кај што живеев јас. Тоа мало во Струмица го викаат директорско мало, имаше многу директори околу и така беше ново мало, меѓутоа и покрај тоа што беа тоа високо образовани луѓе, директори со високо образование во тоа време, Александар Молчанов двоеше кога ќе се појавеше. Беше како руски гроф, се облекуваше така, еден строг однос имаше кон сите. Ние како деца, например, се тргавме кога ќе го видевме него, внимававме како се однесуваме и што правевме. Значи, еден таква една култура донес од себе, начин на однесување, во исто време он беше се разбира со комшиите, разговараше и се дружеше се, меѓутоа она што го носеше со него како дел од таа империјална култура на руската империја, би рекол, го правеше поинаков од сите други и навистина тие сите кои биле тука присутни во македонските градови придонеле многу, и не само со своето знаење, туку и во начинот на однесување, во подигнување на нивото на таа општа култура кај македонското население. Овде јас би го скокнал, како што реков, делот од биографските податоци и би продолжил со осврт на книгата на Наташа. Се разбира, меѓу сите јубилеи што ги спомна професорката Билјана, денес, оваа година всушност се навршуваат и 50 години од смртта на Сергеј Михајлов. Тој починал 1975 година, ете и тоа уште еден повод зошто денес да се оваа година да се прави промоција на книгата за Сергеј Михајлов. Животниот пат на Сергеј Михајлов и неговото дело е прикажен на еден изворедно едноставен, но во исто време и многу впечатлив начин од професорката
Диденко, иако станува збор за млад научен работник, сепак начинот на кој е структурирана книгата е навистина фасцинантен, многу лесен за следење и за разбирање на самата идеја на книгата, односно животот и делото на Сергеј Михајлов. И тука има неколку елементи кои ја прават таа книга да биде таква податлива за читателите, не само за историчарите, туку и за обичните читатели кои те сакаат да дознаат нешто повеќе од општата историја, културна историја на Македонија. Наративот на трудот, кој е структуриран во 7 глави, главно преку хронолошки пристап, му овозможува на читателот во многу лесен начин да ја следи идејата на авторот. Тоа е возможено и со стилот и јазикот на кој е напишана книгата, чија цел јасно е присутна во целокупниот текст. Но концептот на трудот не се придржува строго на хронолошкиот пристап. Последната 7 глава е посветена исклучиво на музичкото творештво на Сергеј Михајлов, создадено во текот на неговиот плоден и долг живот, додека 6-та глава го дискутира прашањето за тестаментите на Михајлов и го актуализира прашањето за ненавременото испочитување на неговата последна волја, што исто така покажува и отсуство на одговорност на самите институции во градот Штип. При тоа авторката детално навлегува во музичко-педагошката и театарска дејност на Михајлов, во неговата ангажираност како управник и раководител на институциите со кои раководел, но и како композитор и аранжер. Сето тоа е проследено со соодветни факсимили на бројни и значајни архивски извори, со што за прв пат тие стануваат достапни за музичката, научната и пошироката јавност. Оваа детална анализа на работата на Сергеј Михајлов нуди една богата перспектива не само на неговиот животен пат и дејност, туку и на историјата на културните институции во Штип, на градскиот културен растеж, а на повисоко ниво, значи придонеси за културната историја на Македонија. А тоа е постигнато благодарение пред се на изворедниот истражувачки потфат што го направила авторката. Тоа е вториот елемент што му дава оригиналност и сериозност на овој труд, а што би сакал да го потенцирам. Дозволете ми само да спомнам дека покрај бројната домашна и странска литература наведена во библиографијата, бројот на архивските кутии со необјавени извори што авторката ги истражувала и користела во подрачното архивско оделение во Штип изнесува 53. Бројот на приложената необјавена фотодокументација изнесува 49 документи, а бројот на приложените фотографии изнесува 63. При тоа треба да се спомене дека покрај истражувањата во официјалните државни институции, авторката користи фотодокументација од приватни фондови, како што е документацијата на музикологот Јелица Ѓоргиева Порента, потоа периодика, аудиовизуелни извори и секако сопствена фотодокументација и интернет извори и литература. Секој што се занимава со научно истражување знае што представува една таква изворна база за еден научен труд. Тоа ја овозможила на авторката да направи едно тотално истражување на соодветната тема и да представи пред јавноста многу нови и непознати информации, иако за темата пишували и други автори кои авторката сосема коректно ги наведува во воведот. На тој начин трудот што е пред нас представува едно целосно и комплетно истражување и школски пример за тоа како методолошки се истражува и представува пред јавноста една, би рекол, историска личност, бидејќи Сергеј Михајлов несомнено е тоа. Конечно, дозволете ми да потенцирам уште еден важен сегмент на ова издание, а тоа е поврзано со фокусот на македонската, но и на балканската историографија. Имено во периодот повеќе од 100 години балканските историчари покажаа дека им се особено важни политичките и воените настани и личности, со што и тие допринесоа кон создавањето на чувството за постоење на така наречен вишок пред се на политичка и воена историја на Балканот. Со таквиот пристап
Историјата не се сваќа како разнообразие на различни човечки дејствија во определен временски социополитички и културен контекст. Туку таа се наблюдува единствено низ призмата на делата на царевите, кралевите, политичарите, националните дејци, кои всушност се создадени од самите национални истории, од политичките и воени настани. Антрополошките, социолошките, психолошките, културните и други феномени се оставени на маргините. Бидејќи според востановениот модел, тие не се вистински предмет за истражување на еден национален историчар. Фаворизирајќи политичко-војната историја во која е вклучено многу насилство и дискриминација, балканските историографија маргинализираат хуманата улога што би требало да ја имаат во пренесувањето на цивилизацијските вредности на човечкиот род, како и фактот дека хуманистичко-цивилизацијската цел при изучувањето на историјата представува еден од основните премиси на самата историографија. Во таа смисла трудот Сергеј Михајлов «Живот и дело» представува опозит на гореспоменатата историографија. Таа го третира на една мета ниво токму оној хуман сегмент на историјата, конкретно животот на една исклучителна личност, сегмент кој, условно да кажам, останува неинтересен за поголем дел од истражувачите, кои трагаат по нешто многу подраматично во минатото. Но со една друга димензија овој труд исто така ја третира и македонската национална историја, бидејќи тој третира дел од нејзината суштина, а тоа е културната историја. Изучувањето на културната историја има огромно значење, бидејќи културата е можеби најсилната и најјасна константа во долготрајните процеси на македонското национално структурирање. Дури и тогаш кога националните политички идеи биле далеко од својот зародиш, културата преку уметноста, јазикот, фолклорот, религијата, музиката ги артикулирала националните обележја. Многу илустративен пример за тоа е процесот кој се одвива во текот на 30-тите години од минатиот век, кога младите македонци постепено ја прифаќаат реалноста на тогашна Југославија, но се оддалечуваат од конспиративните форми на борба и својата борба ја искажуваат преку јазикот и преку културата, кои во суштина се и денес трајните обележја на македонската нација. Од тука оваа книга, која представува токму едно парче во мозаикот на истражувањето на нашето културно минато, во исто време и показател за тенденцијата за проширување на ориентацијата на македонската историографија кон изучувањето на различни историски проблеми од поновиот период, но и во контекст пред се на балканската историја и секако пошироко во рамките на историјата на Европа. Тука спаѓаат, например, изучувањето на историјата на познати семејства, историја на секојдневието и поврзаноста на балканските народи, на политичкото и културното организирање, историја на урбаниот развој, историја на културата и слично. Или со еден збор изучување на историјата на различните демографски, антрополошки и социјални феномени во различни временски социокултурни контексти. Секако мора да се истекне дека ваква тенденција во поместувањето на фокусот на историските истражувања кон културната историја е резултат и на напорите на професор доктор Билјана Ристовска-Јосифовска, која беше и ментор всушност на Наташа во одбраната на нејзината докторска, изработка на нејзината докторска дисертација, која е раководител на оделението за културна историја во ИНИ и која се разбира покрај Наташа има и други млади членови на тоа оделение чиј фокус е истражувањето на културната историја на Македонија. Книгата на колешката Диденко, во која се представува ликот и делото на Сергеј Михајлов како дел од нашата понова културна историја, секако е добар пример за силната потреба за изучување на таа историја, посебно од поновиот период, со цел да се создаде и побогата и појасна слика за процесите што се случуваат во Македонија на културно ниво, кои се суштински и круцијални за нашата национална еманципација. Сосема на крајот дозволете ми да кажам неколку зборови за авторот на книгата.
Наташа Диденко започна да работи во Институтот за национална историја пред 6 години, јас мислам, или повеќе. 6. Да, 2019 и тогаш јас се уште бев директор на институтот и Наташа дојде кај мене со желба да направи премин од Музичката академија во институтот и дека е музиколог се представи и тогаш јас навистина бев скептик малку, бидејќи ние сме една традиционална, класична научна институција во која историјата е нели главна тема на истражување, но ете нејзиниот пристап, некои сугестии од страна кои дојдоа ме натераа да донесам позитивна одлука, да се вработи во Институтот за национална историја и морам да кажам дека никогаш не се покаев за таа одлука што ја донесов, затоа што покрај тоа што институтот доби на вистина еден многу вреден работник, полн со ентузијазам и со енергија, Наташа истата таа енергија, ентузијазам ја донесе во Институтот за национална историја. Во овие 6 години Наташа се оствари, мора да кажем, и како мајка, меѓутоа никогаш не се тргна настрана од институтот, никогаш не ги остави обврските во Институтот за национална историја незавршени. Во исто време таа беше и 4 години секретар на нашето списание Гласник, беше на неколку симпозиуми исто така беше секретар и успеваше сите тие обврски со нејзините мали деца да ги усогласи и да ги заврши навреме. Мислам дека 2 монографии веќе има објавено или повеќе. Сигурно веќе. Не сум директор. 7 монографии, статии во многу списанија и зборници од научни трудови и на вистина она енергија што ја поседува Наташа како човек е видлива и во нејзината работа и што е можеби најважно за истражувачите, кај неја е огромна љубопитноста. Тоа е многу важно за еден историчар или било кој истражувач без љубопитност, без желба да се види што има во оваа кутија, што има во онаа кутија, што има во овој архив, што има во оној архив. Никогаш не може да бидете добар историчар и раскажувач на минатото, бидејќи седејќи во канцеларија не се постигнува ништо. Денес тоа го прават некои млади, бидејќи интернетот овозможува многу пристап до многу информации, меѓутоа архивските документи и работата во архивите остануваат неизбежен дел од нашата професија, услов без кој не се може да се биде истражувач. Наташа се разбира сето тоа го поседува и верувам дека во иднина ќе имаме многу уште трудови од неа посветени токму баш на музичката, можеби културна историја на Македонија. Знам дека се интересираше за делото на Стефан Гајдов и можеби тоа е во тек, да не откривам детали, но верувам дека нема да остане личност која заслужува да биде истражена и представена пред македонската јавност, а која има дел од нашата културна историја пред се во доменот на музиката. Јас би сакал да и честитам на Наташа за издавањето на оваа книга, да и посакам уште многу изданија, пред се здравје се разбира, и уште многу изданија кои ние како професори ќе се потрудиме да ги представиме пред јавност. Благодарам. Почитувани присутни, драги пријатели, ви благодарам за денешното присуство. Морам се заблагодарам на моите 2 професори, денес и колеги, за пофалните зборови. Удавна вака никој не ме пофалил. Морам да напоменам дека оно што не сакам да се повторувам, само сакам да дополнам е дека Сергеј Михајлов навистина бил исклучителен човек кој што пред се успел да пренесе љубовта кон својата професија на своите ученици.
оние кои што се занимаваат со индивидуална настава знаат дека тоа е појдовна точка за тоа за учениците, значи да се остварат и да засакаат музиката како животна професија. Затоа можам да кажам дека анализирајќи неговата личност како човек и како музички педагог и од денешен аспект представува извонреден пример за следење како вистински да сакаме својата професија, со цел да стигнеме високи дострели во работата што ја работиме и да постигнеме еден животен баланс. Како што беше напоминато, неговата музичко-педагошка дејност започна во Гевгелија, понатаму продолжува во Штип, каде што го заокружува неговиот живот. Меѓутоа, тој навистина создал вредни дела, меѓу кои што и првата детска опера Принцезата Ружа, која што била премиерно изведена во Гевгелија, а потоа и со околните градови. Тука од првата опера во Македонија, тоа е операта Палјачи од италијанскиот композитор Роджеро Леонкавало. Меѓутоа создал и други дела кои што се за аматерски хорови и ансамбли, за соло инструменти, за дуети, напишал еден приручник за пијано, кој што навистина може да најде примена во основните нижи музички училишта. И сето она говори дека тој го потврдува она што го има кажано рускиот пијанист, диригент и композитор Сергеј Рахманинов, а тоа е дека музиката е доволна за живот, меѓутоа животот не е доволен за музиката. Секако, во оваа пригода ми е посебно чест ќе интерпретирам некои негови музички дела кои што се наменети за инструменти. Меѓутоа, она што сакам да го напоменам е дека со неговото музичко творештво за кое што навистина бил скромен и не сакал многу да се експонира, во 1969 година било забележано од Друштвото на композитори, денес Сојузот на композитори на Македонија, кои што му опатиле да биде член на Сојузот, на тоа друштво. Меѓутоа, тој согледувајќи ги своите принципи и вредности како човек, многу опширно, образложи својата одлука зошто не сака да биде член на тоа друштво. Затоа ќе цитирам. Не се осеќам способен да одговорам на самата цел на Сдруженијето на композиторите, бидејќи целокупната моја работа е ограничена претежно на педагошкиот амбиент, школи, вежби и етиди за разни музички инструменти и соло пеење, школски хорови и оркестри. Некои сценски и други пригодни работи тоа, за почетници, младина, аматери, како и за солисти, така исто дуети и други работи, но не повисоко од ниво на знаење и можност на учениците во средните музички училишта. За да бидам член на еден колектив, прво должност би била да се трудам да почесто бидам присутен во Скопје, што моите години и здравствената состојба не ми допуштаат. Моето музичко образование и студии припаѓаат на крајот од 19 и почетокот на овој век и моите патокази беа Георг Фридрих Хендел и Јохан Себастијан Бах, богови класичари и романтичари, додека новоромантичарите и импресионистите беа мојот последен домет за кој сметам да кажам дека не се за мене тугинци. За последните години, сите уметности и музиката преживува голема еволуција со која отиде многу подалеку. Јасно дека јас во моите 84 години не можам да фигурирам како анахронизам. Бидејќи сум претежно педагог и аранжер, не сум формален композитор, иако бројот на моите композиции досега е 115. Затоа не се осудувам да рефлектирам на статус равноправен член во Сдруженијето на композитори. Од тука, согледуваме дека тој навистина и бил човек кој што во себе го имал развиено процесот на саморефлексија, размислувал за своите постапки и како независна индивидуа, чисто порив и мотивација доаѓале однатре, донесол рационални одлуки. Самиот збор што го напоменува, 115 композиции, навистина толку се, јас го имам целиот архивски материјал кај мене, говори дека неговото творештво било на завидно ниво. И токму денеска ќе интерпретирам некои композиции од него кои што се наменети за инструмент. Особено ќе истакнам дека тие се наменети за ученици од средните и основните нижи музички училишта. И се надевам дека ова ќе представува потик за нивна имплементација во воспитно-образовниот систем, зашто навистина може да најдат примена и
навистина позитивно да одделуваат во развојот на музичките и техничките способности на учениците. Сега, како што вели еден германски критичар и есеист, Хенрих Хайсе, кога зборовите завршуваат, започнува музиката.
спомен и сеќавање на човекот кој што е остварен како важен чинител во постојувањето на почитниот и институционалниот развој на музичката култура во Македонија. Благодарам.